сам и да ја заборавам. Живко Динев со пријателите вечерва Боемска вечер за прв пат во Струмица на Open Fest 2023. Кажи ми, дали очекуваше толку многу народ, одзив на народ, веќе се представи со неколку боемски песни, кажи ми како се чувствуваш? Искрено да ти кажам, Ивана, ако помина првиот дел, уште имам трема, некоја позитивна трема. Значи, стварно голема благодарност до сите луѓе што дојдоа. Стварно, значи, поддршката е голема. Им благодарам на сите, ви благодарам на вас, сите медиуми што сте тука присутни. Ова многу ми значи, ова е многу голема работа за мене. Стварно, фала ви многу. Значи, уште имам трема, ама се надевам дека до после ќе се опуштам. Така, моментално пее Миле Кузмановски, значи имаме уште многу изведувачи што треба да се представат вечерот, така? Така е, да. Значи, после Миле Кузмановски ќе бидам јас, уште еден блог. Па после, нели, ќе ги најавам другите мои гости, Коки, Сузана Габазова, мислам дека ќе направиме една незаборавна вечер. Нико ништо не ни може, само без гадање може бумбо. Нико ништо не ни може, весели сме били, може бумбо, а не е бумбо. Значи, Боемска вечер, Живко со пријателите, за прв пат во Струмица на Open Fest 2023. Како се чувстваш, како ти се допаѓа атмосферата, еве позади нас, може ти, значи, камерата да забележи, како се чувстваш, дали си спремна вечерва за настап? Супер се чувствувам, како и секогаш во Струмица, како дома, што се вели, атмосферата ми се допаѓа, гледам дека има многу публика. Сакам да му се заблагодарам на Живко Динев што ме покани да бидам на ова Боемска вечер, за прв пат во Струмица Боемска вечер. Се надам дека оваа традиција ќе продолжи и понатаму и дека ќе се прават уште многу такви убави боемски вечери. Се пеат ли вечера твоите хитови, затоа што верувам дека струмичани ги очекуваат вечерва едвај твоите хитови? Знам, ќе оставиме за друг пат моите хитови. Вечерва ќе пееме боемски песни, затоа што, нели, и самиот наслов на ова вечер е Боемска вечер, така да ќе пеам боемски песни. А за друг пат ќе оставиме, кога ќе правам јас мој концерт, тоа ќе биде во Струмица и тогаш ќе ги слушнат слушателите и публиката, се разбира, моите хитови. Вечерва има доста навистина народ, атмосферата е прекрасна. Би сакала и тоа да премине во една традиција која што ќе се одржува секоја година на Open Fest? Јас би сакала, зошто да не, тоа е една убава традиција која треба да се одржува и се разбира многу убаво што македонски пејачи за прв пат тебе на Open Fest, можам да кажам, пеат во Струмица и многу ми е драго заради тоа. Голема благодарност исто така и до градоничанкот што ја поддржа ова вечер и така да верувам дека струмичани вечерва добро ќе се забавуваат. Вечера тука нашиот познат Александар Тошев, личен стилист на Сузана Габазова. Кажи ми како си поминуваш, како ти се допаѓа ова атмосфера, Боемска вечер за прв пат во Струмица? Па супер, да ти кажам искрено, пред малку само што ја спремев сузе, пред малку и дојдовме, ама ова што го гледам вечерва е една прекрасна вечер, мислам дека на струмичани тоа и фалеше. Една боемска вечер, мислам дека струмичани се добри боеми, уште тоа е многу упозната, многу одамна. Не затоа и дека струмичани има квалитетни пејачи, раѓа толку големи имиња и мислам дека Струмица ги има најголемите музички имиња на музичката сцена во Македонија.